Во однос на ветувањата, ветивте дека за најбрз можен рок ќе биде оспособена универзалната сала. Исто така стануваше збори за салата Македонија, но и за концесионерството поврзано со спортскиот комплекс Маркови кули. Дали имате нови информации во однос на овој дел? Минатиот пат кога бев во Прилеп кажав, а тоа е дека тоа што сум го земал како обврска скоро секогаш се трудам да исполнам, така ќе биде во овој случај. Почната е веќе постапка процедура за раскинување на договорот со концесионерот за спортската сала како се викаше Македонија. Таа ќе биде договорот ќе биде раскинат, ќе биде салата преземена од Министерството за спорт, ќе биде реконструирана. Делумно разговараме со една компанија локална која што е заинтересирана да ја стопанисува, да вложи дел во таа сала и да биде предадена да се користи, да биде отворена. Моите размислувања се секогаш јавниот интерес да биде заштитен, тоа е да салата до 13-14 часот биде достапна за сите оние кои што сакаат да ја кредитат бесплатно, да биде достапна за сите училишта и дечиња кои што ќе сакаат да ја користат, а потоа после 15 часот да биде ставена на користење на концесионерот, затоа што мислиме дека секој еден кој што ќе се грижи за таа сала треба да има и општествена одговорност и меѓутоа и да има и свој некој си финансиски бенефит, што е многу логично и многу нормално. Меѓутоа за мене е многу важно дека јавниот интерес ќе биде заштитен, а тоа е дека сите дечиња до 15 часот и училиштата ќе може да ја користат. Имаме ли рокови во однос на тоа? Па рокови не зависи од мене, не е тоа нешто што се случува преку ноќ. Меѓутоа кога е веќе почната процедурата, мислам дека за многу брзо време ќе ја завршиме, мислам дека е прашање на месеци и во почетокот на следната година ја очекувам, затоа што не зависи све до мене, тоа е и до државно правообранителство, нешто кое што ја не можам да влијам. Во однос на универзална сала? Универзалната сала не е под Министерството за спорт, таа е под ПУИК, меѓутоа јас ја земав врската да бидам медијатор во таа ситуација и веќе денес имам состанок кој ќе завршиме тука со една локална компанија од тука која што е заинтересирана да ја реконструира, да ја стопанисува и да плати дел од средствата кои што се должат на ПУИК и ја прифаќам одговорноста во интерес на спортот, во интерес на Прилеп, на градот, да таа работа јас ја буткам, да ги спојам и да ги седнам на состанок сите заинтересирани страни и да најдеме заеднички јазик, затоа што навистина Прилеп е долги години без спортска сала и мислам дека е дојдено времето е двете работи ги туркаме одеднаш. Меѓутоа пак ја повторам, јас ќе бидам во овој случај вториот само медијатор и ќе оставам да двете страни што може да се побрзо се договорат и зависи од нив. Спортскиот комплекс Маркови кули имаше различни информации и дезинформации во однос на тоа кој стопанисува и дали ќе продолжи. Дали имаме информација околу тоа? Добро, не знам какви информации и дезинформации вие сте слушнали, јамо на што можам да кажеме дека има актуелно правно лице кое што ја има концесијата, меѓутоа искрено да ви кажам, ние како Министерство за спорт и јас не сум задоволен од тоа како се стопанисува тој дел и апсолутно е против интересите на спортот, против интересите на градот Прилеп и против јавниот интерес и во најбрз може рок, да не можам да давам рокови, меѓутоа најпрво мислам дека треба да ги завршиме овие две спортски сали, а потоа да преминеме во ситуација и во момент кај што ќе почнеме и со раскинување на договорот и на таа концесија. Значи, сите овие рокови би биле веќе за наредната година. Јас се надевам, нешто што е во моја ингеренција и што зависи само од мене, можам да дам конкретни рокови, меѓутоа нешто што не е во моја ингеренција и што зависи од трета страна, не можам да дам. Меѓутоа дека ќе почнеме процедура, бидете убедени дека ќе почнеме. А што беше пречката лани во септември да се пушти универзална? Барем така вие ветите? Универзална, па ветив, меѓутоа по посетата со инженери увидовме дека навистина е небезбедна салата и не постои ни минимум шанса да добиеме дозвола од инженерите за да може да биде таа сала пуштена потреба да биде безбедна. А сега ќе ја санира некој таа пукнатина на трибината или како? Па не е пукнатината трибината проблем, тоа е најмалиот проблем. Проблем е што делот од конструкцијата од трибината завршува во зидот, нешто што е со години пред многу години е направено и тоа е поголемиот дел од опасноста, затоа што доколку дојде до некаков си инцидент, може да се случи да целата сала, не дај Боже, падне затоа што е во конструкцијата на самиот зид. Така е. Не е само на пукнатоста на трибината, тоа е најмалиот дел, може да затвори трибината и да нема гледачи таму, меѓутоа навистина делот таа трибина завршува и во зидот и статиката е комплетно нарушена.
така да ќе треба да се направи комплетна нова статика, да се изолира тој дел од трибините, да се оттргне тоа што е во зидот и да се пушти во употреба. Значи не е така наивно како што мислев јас на почетокот, меѓутоа кога отидовме со стручни лица ми го кажат. Тоа би го правил Пујко или приватниот инвеститор што ќе разговара? Приватниот инвеститор. Што може општината и вие како градоначалник да направи, еве во соработка со Министерството за спорт, прилеп да се врати на патеките каде што заслужува на спортски план, бидејќи очигледно без спортски сали не може да функционира ниту еден од спортовите. Токму така, главната инвестиција која што можеме како локална самоуправа да ја направиме и во поддршка со Министерството за спорт и генералните заложби на новата влада, еве условно кажано на оваа влада која што денес раководи и управува со Република Македонија е дека треба да се инвестира во спортот, а особено во спортската инфраструктура. За жал, како што спомна и министерот, долгогодишниот проблем со спортските објекти во градов е таков каков што е, но работиме сите со заеднички сили и покрај тоа што надлежностите излегуваат и од рамките на локалната самоуправа и од рамките на Министерството за спорт, да стоиме на располагање како медиатори, како дистрибутивни канали, да ги седнеме на иста заедничка маса сите заинтересирани страни, се во име на развој на спортот. Ако имаме добро развиена инфраструктура и функционална инфраструктура, со оние средства кои што ги имаме, а веќе разговаравме и на почетокот за јавната расправа за буџетот за 2026 година, мораме да внимаваме и на зголемување на средствата кои што стимулираат дополнителен развој на спортот. Понатаму останува решавањето на проблемот со фудбалскиот клуб, се извинувам, Победа, значи овие останатите клубови се во некоја постабилна состојба, тој има сериозни финансиски проблеми. И ја користам секоја можна прилика да разговарам со сите релевантни фактори за да изнајдеме решение и тој бренд од градов да се врати на вистинските патеки. Значи, генералната заложба е добра спортска инфраструктура, организирани и финансиски солвентни клубови кои што се ослободени од сите нечесни работи кои што се случуваат во спортот и развој на младиот човек во спортскиот дух, односно во еден здрав дух за развој понатамошен и производство на Прилеп како што секогаш бил расадник на нови и нови спортски таленти и спортски работници во рамките на сите спортови.